على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على سؤاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عارف بالدليل وأصوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Последно што зборувавме беше за својствата на дженнетот низ Аллахови аети и рековме иншаллах дека и денеска ќе продолжиме, а застанахме во едно возвишено суре, кое сура има многу аети со кои возвишениот Аллах Азза ва Џелле го опишува или нешто опишува дженнетот. А тоа е суратур Рахман. Помеѓу другото возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. А за оној од неговите робови, од луѓето и џиновите, кој се плашел од стоењето пред својот Господар, па му бил покорен и ги оставал гревовите, него му припаѓа две дженнетски градини. Замислите некој кој се смета богат на ова дуња. За него е нешто големо да имат места во разни држави, да имат станови, вили во што повеќе држави. А возвишениот Аллах Азза ва Џелле на неговите богобојазливи робови им припрема многу места во дженнетот, многу дженнетски градини. Па така велит во овој курански ает дека оној кој се плаши од возвишениот Аллах Азза ва Џелле, кој се плаши од стоењето пред него на судниот ден, него им припаѓа две дженнетски градини. Завата афнан. Тие две дженнетски градини ќе бидат полни со зелени гранки и изобилство од овошји и плодови. Фихима ајнани таџријан. Во тие две дженнетски градини ќе има два извори кои постојано ќе тече вода, или од кои извори постојано тече вода. Фихима мин кулли факихатин зауџан. Во тие две дженнетски градини има по два вида од секој вид на овошје. Муттекиина ала фурушин батаинуха мин истабрак ваџанал џеннетајни дан. Овие богобојазливи дженнетли во своите дженнетски градини ќе бидат потпрени на постели чија внатрешност е од дебела свила, а плодовите на тие градини ќе им бидат блиску и лесно достапни. Фихинна қасирату ттарфи лам јатмithunna инсун qablahum вала џан. На нив ќе има сопруги кои ќе ги спуштаат своите погледи само кон своите мажи, не гледајки кон никого друг, целосно приврзани за нив. Ниту еден човек, ниту еден џин пред нив не ги погледнал, нити ги допрел. Кееннехунне лјакуту вал марџан. Тие сопруги по својата чистота и убавина
се како рубин и црвен скапоцен камен. Wa min dunihima jannatan. И покрај овие две дженнетски градини има уште две други дженнетски градини. Мудхамматан. Овие две градини се зелени, а нивната зеленила е толку силна која се приближува до темно зелена боја. Фихима ајнани наддахатан. И во овие две дженнетски градини има два извора што изобилно извираат со вода и никогаш не пресушуваат. Фихима факихету ва нахлу ва румман. Во тие две дженнетски градини има различни видови на овошје, палми и калинки. Фихинна хајратун хисан. Во овие 4 дженнетски градини, и во првите две, и во овие две други дженнетски градини, ке има сопруги со убав карактер и со прекрасно лице. Хурум мексуратун фил хијам. Сопруги кои ќе бидат чувани и скриени во шатори. Муттекиина ала рафрафин худрин ва абқаријин хисан. Тие ќе бидат потпрени на перници со зелени покривки и на прекрасна постела изработени со извонредна убавина. Табарака сму раббика зил џелали вал икрам. Па нека е благословено името на твојот Господар, Господарот на совршената возвишеност и дарежливост кон своите блиски робови. И велит возвишениот Аллах азза ва џелле во суратот Духан: Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Навистина оние што се плашеле од Аллах на оваа дуња, исполнувајќи ги неговите наредби и оставајќи ги неговите забрани, во ахиретот ќе бидат на сигурно место, на сигурен престој, заштитени од разни несреќи, заштитени од болки, од маки и од све што може да ги вознемири. Во дженнетските градини и извори со течна вода, тие ќе носат и фина и подебела свила, ќе седат свртени еден кон друг, гледајќи се лице в лице, така што никој нема да му го гледа грбот на другиот. Нивниот меджлис, нивната седенка, ќе се движи со нив каде и да се движат. Како што Аллах азза ва џел им даде чест на овие богобојазливи верници во ахиретот, внесувајќи ги во дженнетот и облекувајќи ги со фина и дебела свила, исто така ги почести и со тоа што ги ожени со прекрасни сопруги со широки и убави очи. Овие богобојазливи верници во дженнетот ке бараат какво било овошје што ќе го посакаат, сигурни дека тоа овошје, дека таа благодат никогаш нема да прекине и никогаш нема да исчезне. Ла јаذуқуна фиха al-маут илла al-маутата al-ула ва вақаһум азаб al-џахим фадлан мин раббик ذалика хува al-фаузу al-азим. Овие богобојазливи верници во овој дженнет никогаш нема да вкусат смрт, освен првата смрт што ја вкусиле на оваа дуња. Никогаш повеќе нема да вкусат смрт. Аллах ќе ги заштити од казната во џехеннемот, како дар и милост он него, па славен и возвишен нека ја Аллах азза ва џел. А тоа што Аллах азза ва џел им го подготви на богобојазливите во ахиретот, од почести, од благодети и награда, тоа е голема победа по која нема поголема победа. Заслужувањето на ова место, која Аллах азза ва џел го припрема за неговите робови, е најголемата победа која може да ја добие верникот. И вели возвишениот Аллах азза ва џел во сурату Зухруф:
Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Оние верници што поверува во Аллаховите аети и постапува според она со што дојдоа неговите пратеници и кои беа покорни на Аллах Азза ва Джел, покорни на Господарот на световите, со своите срца и со своите дела и со својот јазик, ним ке им се каже на судниот ден: влезете во дженнетот, вие и вашите верни сопруги, таму ке уживате и ке бидете исполнети со радост. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Околу оние што поверувале во Аллах Азза ва Джел и во неговите пратеници во дженнетот, ке се носат јадења во садови од злато и пијалоци во чаши од злато. Во него ке има се што душите ке го посакаат. Се што душата ке посака ке го има во дженнет. И она што очите го уживаат да го гледаат, а тие во него ке останат за секогаш. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Ова е дженнетот што возвишениот Аллах Азза ва Джелле им го даде во наследство поради добрите дела нивни, поради нивната покорност кон возвишениот Аллах Азза ва Джел, кои биле покорни на оваа дуња, и го направи од својата милост и од неговата добрина како награда за нив. Во него ќе имаат многу овошји од секој вид, од кое ќе јадат кога и како ќе посакаат. И вели возвишениот Аллах Азза ва Джелле во сура Юнус: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. За оние верници кои убаво му биле покорни на возвишениот Аллах Азза ва Джел, му биле покорни во оне што му го нареди, се оддалечиле од оне што им го забрани, им припаѓа дженнет. Ова е една награда. Им припаѓа дженнет, а на тоа и дополнителна награда, а тоа е гледање во неговото возвишено лице. И ова е најголемата награда која верник може да добие во дженнет, а тоа е гледање во лицето на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Нивните лица нема да ги покрие прашина, ниту понижување, како што ќе им се случи на жителите на Джехеннемот, валијаду билlah. Тие што се украсени со овие особини се жители на дженнетот и во него ќе останат за секогаш. Овие се само некои својства на дженнетот низ Аллаховата книга, низ аетите на возвишениот Аллах Азза ва Джел. За овој дженнет кој се наоѓа на седмата небеса, возвишениот Аллах Азза ва Джел вели: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Навистина Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем го видел на мелекот Џибрил во неговата вистинска и оригинал форма по втор пат кај Сидратул Мунтаха. А Сидратул Мунтаха е дрво од видот небк кое се наоѓа на седмото небо. До него, до тоа место, стигнува се што се издигнува од оваа земја. До него стигна Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во Исра и Ми'раџ, и до него стигнуваат нашите дела во текот на денот и ноќта. Кај ова Сидратул Мунтаха, кај ова крајна точка се наоѓа Дженнетул Маъва, се наоѓа престојувалиштето на дженнетот што им е ветен на богобојазливите. Велите Ибн Аббас радијаллаху ан: дженнетот е на седмото небо, а Аллах ке го постави каде што ке посака на судниот ден, а Джехеннемот е под седмата земја, под седмиот кат на оваа земја. И знајте дека возвишениот Аллах Азза ва Джел нас не создал залудно, не создал за игра и забава, и не створил без упатство, без прав и вистински пот,
Напротив, возвишениот Аллах Азза ва Джелле не создаде за да ни наредува и да ни забранува. Па оној што ќе се придржува кон она што возвишениот Аллах Азза ва Джелле им го нареди и ќе се оддалечи од неговите забрани, тој ќе успее со овој дженнет, кој дженнет е широк колку што се широки сите небеси и земја. А додека оној што ќе му се спротивстави на возвишениот Аллах Азза ва Джел и ќе му биде непокорен, сигурно неговото престојувалиште ќе биде джехеннемот, Аллах да ни сочува од него. И Аллах субханаху ва таала јасно ни кажува, па вели фарикун фил дженнети ва фарикун фис саир. Па една група ќе биде во дженнет, а друга група ќе биде во джехеннем. Па го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да не направи нас од онаа група која ќе биде во дженнет и да не заштити од оние групи кои ќе бидат во джехеннем. И го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни сочува од джехеннемскиот оган. А утре иншааллах ќе продолжиме исто така со својство на дженнетот, но према зборовите и хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем, кои се подетално објаснети за разлика од овие курански ајети. Ва салаллаху веселем на набиина Мухаммед ва آله وصحبه أجمعين.